пратечи ги европските и светските брендови и пратечи ги сите ситуации на готовиот производ, а најбитната работа тоа е виното кое што треба да го произведеме од нашето драгоцено и убаво грозје. Општина Кавадаци заедно со другите три соседни општини Неготино, Демиркапија и Росоман на иницијатива на општина Кавадаци пред година дена иницијатира да учествуваме во инвестиции за смарт земјоделие. Поточно поставување на 40 смарт мерни станици на териториите во овие 4 општини. Со ова имаме покриеност негде околу 50% од обработливо земјоделско земјиште. Тоа значи дека овие мерни станици, еве денеска со ова едукација што имаме и понатамошните сите комуникации со здруженијата на земјоделци, овоштаро производители и други земјоделци и лозари, че можат од денеска натаки да бидат едуцирани, да си ги следат временски прилики, да си прават своји прогнози, со единствена цел, очекувајќи ги временски прилики и сите други ситуации, да, прво и основно направат заштити при заштита на земјоделските производи, поготово на грозјето, а и најбитната работа да нашето грозје го произведеме со помалку пестициди, нитрати, нитрити, односно со помалку заштита, за да може да направиме поквалитетно вино и да бидеме рангирани на повисоко ниво. Тоа не е возможно освен на начин со смарт земјоделие, кое што сега во ова денешница е достапно. Инвестицијата е 10 милиона денари, финансирана преку Министерство за локална самоуправа 9 милиона денари и милион денара четирите општини партиципираат според населението. Мислам дека тука не треба да застанеме. Ова е само еден почеток да го подигнеме земјоделието на повисоко ниво, покрај тоа што знаете долго време веќе се дават субвенции за земјоделие, се дават субвенции за нови лозови насади, треба да го пратиме и овој начин на тренд на квалитет. Квалитетот предначи за тоа што предусловите ги имаме комплетно, луѓето си ја сакат работава, сега останува само да го произведеме квалитетно, да постигнеме добра цена и нормално постоа да биде на висок ранг рангирано како вино, дали се зеленчуци и други овошки или производи од гроси. Мислам дека со овие мерни станици нашите земјоделци ќе бидат пред другите земјоделци, односно ќе имаат 20 на дена информации пред другите. Центарот за развој на Вадарски плански регион успешно го имплементираше овој проект за инсталирање на мерни станици за паметно земјоделство во Вардарскиот плански регион, поточно во 4 општини: Кавадаци, Неготино, Росоман и Демиркапија. Вкупно со овој проект се инсталираат 40 мерни станици во сите 4 општини. Вкупната вредност на проектот изнесува 10 милиони денари, од кои што 9 милиони денари се обезбедени преку Министерството за локална самоуправа, додека милион денари учествува како кофинансирање учествуваат 4 општини. Овие мерни станици би требало да дадат податоци за мерењето на атмосферските влијанија врз земјоделските површини на земјоделците, па согласно проектна документација изведувачот треба да има изработена веб страна, треба да има мобилна апликација на кој што редовно ќе ги отчитуваат сите оние болести или сите точни параметри кои што треба да ги добијат. Завршен е првиот дел, да кажеме, од целиот проект, инсталација и ставање во функции на самите станици. Сите станици се веќе ставени во функција, работат, ги праќаат сите податоци. Податоците може да се следат на мобилна апликација. Во реално време се апдейтуваат на секои 10 минути. За потребите изработивме и веб страна agrovardar.mk, каде што сите може да ги следат сите податоци и таму ќе бидат имплементирани и моделите за прогноза, како и тоа што самите земјоделци ќе добиваат препорака во кој период од годината или од сезоната со кои препарати треба да прскаат за заштита. Ќе ги спомнеме само активните материи, кои што се изборот на средствата за заштита останува нивна. Самите метеоролошки станици врз основа на измерените податоци стимулираат и даваат прогноза за болести кои што би се јавиле, така што самите земјоделци веќе однапред знаат во кој период што следува ќе има појава на некоја инфекција. Тука станува збор за пламењача, пепелница, ботритис, црно гниење, кога збориме за виновата лоза, и винскиот молец.
За сите тие болести, самите земјоделци веќе однапред, да кажеме, 4, 5, 6 дена ќе знаат кога настанува инфекција, оној невидливиот дел, бидејќи од кога ќе настане инфекција потребно е 10 до 14 дена за да се појави она видливиот дел, болеста кога ќе се развие. Меѓутоа целта на целиот проект е земјоделците превентивно да интервенираат, бидејќи на тој начин намалуваат потрошувачка, да кажеме, на заштитни средства и прскаат оној момент само кога е потребно. Кога ќе се детектира некоја инфекција, имаат период од 24 до 48 часа да интервенираат, или ако претходно веќе направиле заштита, знаат во колкав временски интервал се заштитени, да кажеме, од самите средства за заштита, да не треба повторно да прават нова заштита. На тој начин во текот на годината сигурно 2 до 3 прскања самите земјоделци ќе заштедат, бидејќи од досегашното искуство кое што го имаме на терен, голем дел одат на она првични по периоди, дати, празници, избираат некои периоди кога они мислат, меѓутоа сето тоа е произволно. Сега на овој начин со самите мерни станици и податоци кои што се следат ќе се има точна детекција кога точно настануваат болестите и како се развиваат. На тој начин да кажеме самите земјоделци нема да лутаат околу периодот кога да прскаат и со кои препарати за заштита да прскаат.